Težok život живеат околу 12.000 роми во регионот. Секој нов ден за нив е нова борба и искушение. Ромскиот живот не чине. Ромскиот живот умира од глад. Децата одат по кантите, граота е. Син имам четворица, ни еден не е на работа. Ни еден струја има да платиме, нема одека. Нема работа, одеме на дрва, шо тајле е работа. Ќе одеме на дрва, ќе не гонат, ќе не пишат. Утре ден на ромите 8 април. Ние утре треба да прославиме, немаме пари, шо ќе прославиме. Кога ќе одам у границата горе, кога ќе ми виде пасошо, ако е македонски, он не го признава тај пасош, вика бегај назад. Надеж за сите нив беше декадата на ромите, но една година пред нејзиното завршување, тие од неа фајде, речи си и да не видоа. Апсолутно нема ништо од декада на ромите, има 50 метра пат направено, тоа е само мачкање на ромската популација очите, да ги мачкат очите. Потврда за ова се и бројките. 9.000 од ромите се без работа, 8.000 живеат во беда, 6.000 имаат завршено само основно образование, а досега се откриени околу 1000 деца фантоми. Бројките се поразителни и покрај напорите, положбата на ромите да се смени. Во однос на инфраструктурните проекти кои што се реализираат, проектите за образование, онаму каде што има можност, значи локалната самоуправа да ангажира, односно вработи припадници од ромската заедница. Во поранешно нервно деление сместихме многу ромски семејства. При тоа општината комплетно ги плаќа сите оврски, значи струја, вода. Се грижиме за хигиената максимално. Зошто и покрај се за ромите, речи си ништо не се менува. Ние како представници во граѓанскиот сектор многу пати си го поставуваме тоа прашање дали навистина Европската унија и државите кои што се потписници на декадниот секретаријат навистина сакаат да го решат прашањето со ромите или пак тоа само декларативно го поставуваат во своите агенди, посебно во предизборниот период. И овој 8 април ромите во регионот ќе го дочекаат со старите проблеми. Сепак за до година да биде подобро, нешто ќе треба да сменат и самите. Образованието и интеграцијата во општеството ќе мора да се стават пред традицијата.